Дваесет часот, а вие го следите централниот дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните кои го одбележаа денот започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Дополнителниот заменик министер за земјоделие Љупчо Николовски не најде на топло добре дојде. Ново возило со сопствени средства набави јавната здравствена установа Здравствен дом Велес. Промовирана монографија по повод 50 годишнината од постоењето на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Дополнителниот заменик министер за земјоделие Љупчо Николовски при неговата посета во Велес не најде на топло добре дојде. Земјоделците од Велешкиот регион со својата механизација пристигнаа пред подрачната единица на Министерството за земјоделство каде упатија прашање до него. При работната посета на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Велес не најде на топло добре дојде дополнителниот заменик министер од ова министерство. Тој требаше да се сретне со раководителот на подрачната единица. Денес беше договорено средба со раководителот на подрачната единица на министерството. Ние имавме контакт преку мојот кабинет и усно и писмено, меѓутоа договорената средба која што беше закажана за 10 часот не се оствари. Земјоделците од Велешкиот регион, кои со својата механизација пристигнаа пред подрачната единица на Министерството за земјоделство, упатија низа прашања до Николовски. Сакате земјоделци, доколку буџетот зошто сакате да блокирате? Доколку раководителот. Јас сакам да ви помогнам, ја не сакам не можеш да ми помогнеш. Јас за тоа. Ние дигнавме два прста кои сакаме да ни помогне. Дополнителниот заменик министер за земјоделие Љупчо Николовски ја продолжи посетата на Велешкиот регион. Николовски го посети откупниот пункт на соцомак во Иванковци. Тој вели дека барањата ќе бидат разгледани, бидејќи работата на земјоделецот морало да биде правилно платена. Но она што не е јасно е зошто тој го одмина откупниот пункт на Алијансата, каде што исто така имаше тутунари. Како тече откупот на тутунот? Ова прашање денеска им го постави дополнителниот заменски министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски на дел од тутунарите во село Иванковци. Откупот во откупниот пункт на соцомак се одбива според планираната динамика, велат тутунарите. Како и вообичаено, бараат од класа до класа, разликата во цена да биде помала. Треба да се приближат со разлика да бидат со 20 денари, 25 од класа до класа, а не сега ќе ти даде тројка 130, ова 270, прва ретко се дава. Четворката е 50 денари, една кутија цигари е 60-70 денари, значи две кутии цигари, 1 кило ти зима. Класите треба да дојат со 20. Треба некој измеѓу класа да се направи. Па да дојде тројката да се приближи со до 30 денара, двојката да се приближи со 30 денара да бидат разлика, ќе нека има и тројка кој е 180 денара. Ама не може тутуна кој за двојка да го става тројка. Николовски вети дека барањата ќе бидат разгледани бидејќи маката на земјоделецот морало правилно да биде платена, но не е јасно зошто тој го одмина откупниот пункт на Алијанса. Тутунари и тука имаше. Тутунот е еден од основните култури што се работи во Иванковци, така да мислам дека и другите би требало да бидат задоволни со моментална ситуација во земјоделието, со субвенции, со мислам подршка од рурален развој, со механизација, трактори. Мислам дека ние сме меѓу првите села што имаме доста искористено од тие фондови. Така да мислење моје е дека на добро оди работата. Ние сме си задоволни од оваа влада. Земјоделците поготово во село е исклучиво со земјоделие се работи. Има доделено 80 трактори у селово, земјата е доделена целата. Сите си работат. Николовски беше и во Бузалково, но во откупниот пункт таму денеска беше празно. Одржана беше свечена седница по повод одбележувањето на 19 годишнината од формирањето на општина Градско. Во својот говор градоначалникот Чаушевска ги истакна приоритетните проекти реализирани на територијата на општина Градско, а воедно додели дипломи на најуспешните граѓани на општината.
Со отчет за сработените проекти, Општина Градско го одбележа 19 годишното постоење. 1996 година беше годината на формирање на локалната самоуправа на Општина Градско, која полека но сигурно прераснува во општина која достојно се справува со предизвиците на општественото живење. Во својот говор градоначалникот Џанета Чаушевска ги истакна приоритетните проекти реализирани на територијата на Општина Градско. Во Градско најмногу вложивме во решавање на најгорливиот проблем со водоснабдувањето, со заменување на застарената водоводна мрежа во вкупна должина од 2000 метри и со нови каптажи во село Горно Чичево и нови бунари кај село Уланци и кај Старо Градско, со што е подигнато најголемото можно подобрување на водоснабдувањето во Градско досега. Градоначалникот Чаушевска потенцираше дека отлично функционира и детската градинка која пред неколку години ја отворија во Градско, а со тоа на младите брачни парови им се овозможи сигурен и безбеден начин на згрижување на нивните деца. Покрај овие проекти, Чаушевска најави и нови кои ќе бидат реализирани од општината, но и проекти кои ќе бидат помогнати од Центарот за развој на Вардарски плански регион, владата и министерствата. Веќе се одобрени и се финализираат завршните документи за почеток на неколку проекти со средства во висина од 260.000 евра од предпристапните ЕУИПА фондови, а тоа се изградба на 6 улици во Градско во должина околу 900 метри, доградба на локалниот пат Градско село Кочилари во должина од 230 метри, изградба на улица во должина од 180 метри. По повод денот на општината, локалната самоуправа додели дипломи и благодарници на најуспешните граѓани, а воедно беше положено и цвеќе на споменикот на плоштадот Златко Владов. Објавен е јавниот повик за сите заинтересирани инвеститори за изградба на затворениот пазар во Велес. На овој повик може да учествуваат сите правни или физички лица. Рокот за поднесување пријави трае во рок од 45 дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Затворен пазар преку јавно-приватно партнерство. Општина Велес вчера на својата интернет страна објави јавен повик за сите заинтересирани потенцијални инвеститори. На локацијата каде сега е сместен градскиот пазар, локалната самоуправа планира да се изгради објект на површина од 6000 метри квадратни. Новиот градски пазар ќе биде модерен објект со вентилација, санитарни јазли, осветлување, простор за дотурна стока. На јавниот повик може да учествуваат сите приватни и физички лица. Потребно е да поседуваат проектна програма за започнување на јавно-приватно партнерство или план за начинот на користење на просторот, да ја финансира изработката на урбанистичката документација, да ја финансира во целост изградбата на објектот согласно одобрениот основен проект од страна на јавниот партнер, односно општината, да ги финансира сите пропратни трошоци поврзани со изработка на техничка документација и со самата изградба на објектот. По завршување на изградбата на објектот, приватниот партнер потребно е да го отстапи на јавниот партнер, односно општината, целиот простор предвиден за пазар. Заинтересираните инвеститори пријавите ги поднесуваат во рок од 45 дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Јавната здравствена установа Здравствен дом Велес набави ново возило со сопствени средства. Теренското возило Лада Нива во зимските услови ќе биде неопходно за работата на итната медицинска помош. Возниот парк на јавната здравствена установа Здравствен дом Велес се зголеми со ново возило. Станува збор за теренско возило Лада Нива, кое што во зимските услови ќе биде неопходно за работата во итната медицинска помош. Причината за набавката на новото возило е тоа што досегашните вакви возила биле стари, дотрајани и расходовани. Останато е само уште едно старо возило, кое со ново ќе биде заменето идната година. Ова возило ќе го користиме исклучиво во оние населени места кои тешко се доаѓа со обичните санитетски возила. После знаеме дека сега веќе зима, може би ќе падне снег и во повисоките делови од градот, каде што пристапноста со обичните санитетски возила е оневозможна, па домашното лекување и посетите ќе ги обавуваме со ова возило. Освен обновата на возниот парк, во моментов неколку лекари се на едукација во странство. Знаењата и искуствата кои што ќе ги стекнат на овие едукации, лекарите треба да ги применат овде.
Неколку години поред, основното општинско училиште Блажа Коневски организира крводарителска акција. Овој пат околу 50 крвни единици беа собрани, а целта е учениците да научат за хуманите вредности кои треба да ги поседува еден човек. Блажа Коневски е првото училиште кој организира крводарителска акција во соработка со родителите. Акцијата покрај за професорите и родителите на учениците кои учат во ова училиште беше отворена и за сите граѓани на општина Велес. По повод денот на училиштето Блаже Коневски секоја година, веќе 9 години поред, значи 9-та поред традиционална акција на дарување на крв, која што е доста успешна и оваа година. Минатата година имавме собрано околу 54 крвни единици. Оваа година се надеваме дека ќе го надминеме, ќе надминеме таа бројка и ќе имаме нов рекорд. Сакаме на учениците овде да им покажеме што е хуманост на дело. Друго е да се зборува, друго е да практично се примени и се покаже она што е хуманост. Дарувањето на крв нема никаква штета по здравјето на дарителот, меѓутоа може на некој кој што е болен да му спаси живот, што е многу важно. Че од хуман аспект дарувањето на крв има многу голем, самиот чин е многу хуман. Промовирана е монографија по повод 50 годишнината од постоењето на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Таа открива дека ова училиште постоело и пред неговата верификација. За изминативе 50 години, околу 50.000 ученици своето образование го стекнале токму во Коле Неделковски. По повод јубилејот 50 години од основањето на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, пред бројните гости во салата Бели Мугри, промовирана е монографија која ја изработија вработени во ова училиште. Цела година се работело на собирање на материјалите од архивот и од училиштето. Во монографијата е представен развојот на Велес во секоја сфера. Дека низ училиштето издефилирале и поминале луѓе кои што се значајни и признати денес и дека постигаме со тоа што наши ученици го промовираат и училиштето и градот и републиката. Монографијата е богата затоа што содржи многу податоци, промени и опфаќа голем временски период. На вистина се создава една прекрасна слика за овие 50, но ке чуете и во самите излагања дека повеќе се од 50 години во кои што неправедно не е ставен во рамките заедно со другите средни училишта. Монографијата открива дека училиштето Коле Неделковски постоело и пред неговата верификација. Во просек, годишно во ова училиште има по 1000 ученици. За изминативе 50 години, околу 50.000 ученици своето образование го стекнале токму во Коле Неделковски. Ние очекуваме долги години уште училиштето да постои, да функционира и да работи. Во рамки на одбележувањето на јубилејот, во изминативе неколку дена, учениците од ова училиште подготвија културно-уметничка програма. Во театарот Јордан Хаджи Константино Джинот утре премиерна ќе биде изведена представата за деца Волшебната шума. Представата изобилува со музика, истата ќе биде прифатлива за децата. Под режисерската палка на истата се најде Дејан Дамјановски. Последната премиера за оваа година во Велешкиот театар, а прва представа за деца во новата зграда ќе се одржи утре. Станува збор за представата Волшебната шума, чија драматизација е на Катерина Момева, а режисер на истата е Дејан Дамјановски. Представата е финансирана од сопствени средства на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, иако е дел од годишната програма. На огромен интерес и големо барање на најмладата наша публика, децата. Решивме да направиме представа за деца токму во пресрет на новогодишните празници. Представата е драматизација на приказната за Јованче и Марика, која е поместена во новогодишна ноќ, вели режисерот Дамјановски. Нормално тука е приказната за доброто и за злото, за на една страна лакомоста на децата кои во низа на сплетки и случки, уствари
на крајот стануваат подобри луѓе и подобри деца. Представата изобилува со музика, вели режисерот, и при тоа смета дека истата ќе биде прифатлива за децата. Представата е направена за околу 2 недели, што представува своевиден продукциски потфат. Ликот на Јованче го толкува Жарко Спасовски, а Марика е Талија Настова. Сценографијата е на Филип Коруновски, костимите на Катерина Чукниева, а музиката на Димитар Андоновски. Волшебната шума организирано ќе се изведува интензивно за повеќе училишта, организации, работни организации и деловни субјекти. А од вестите од Македонија, постигнат е договорот за целосниот состав на Државната изборна комисија. Министерството за здравство во соработка со Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија го подготви новиот предлог закон за легализација на марихуаната за медицински цели. Лидерите на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА на лидерска средба во клубот на пратениците во заедничка изјава го поздравуваат постигнатиот договор за целосниот состав на Државната изборна комисија. Предлагаат парламентот да ги назначи Реджеп Прекопуца, Атанас Урумас и Александар Чачаковски за независни експерти во Државната изборна комисија. Воедно го покануваат парламентот да ги финализира неопходните постапки што е можно побрзо, со цел Државната изборна комисија да ја започне својата работа и да ги превземе сите должности за подготовка на веродостојни избори и да придонесе за создавање рамноправни услови во предизборието, се наведува во заедничката изјава на четворицата лидери. Тие ги повикуваат сите државни институции целосно да ја поддржат Државната изборна комисија, како што се наведува во оваа тешка задача. Лидерите на 4 најголеми политички партии ги повикуваат и граѓаните да пријават какве било злоупотреби кои ги воочиле до Државната изборна комисија. Белгискиот експерт пак, Питер Ван Хауте, изрази задоволство од постигнатиот договор. Министерството за здравство во соработка со Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија го подготви новиот предлог закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанци во насока на легална контролирана употреба на производство од канабис за медицински цели во Република Македонија. Предлог законот за легализација на канабисот во медицински цели ќе биде поднесена во владина процедура. Се очекува во недела да има уште една јавна расправа на која ќе се слушнати дополнителни предлози, сугестии и забелешки во насока на подобрување на предлог законот. На овој начин практично се следи развојниот тренд во Европската унија, каде до октомври вкупно 13 земји овозможиле употреба на препарати на база на коноп во медицински цели. Меѓу нив се Чешка, Финска, Романија, Италија, Шпанија, Холандија, Франција, Австрија, Португалија, Германија, Англија, Словенија и Хрватска. Грчкиот парламент усвои нов закон кој спроведува серија мерки за штедење. Исламската држава бара нафтени наоѓалишта во Либија. По продолжение вестите од светот. Со тесно мнозинство синоќа грчкиот парламент усвои нов закон кој спроведува серија мерки за штедење на кои инсистираат меѓународните кредитори на Грција. За усвојување на законот се изјаснија 153 од вкупно 300 пратеници во парламентот. Со законот се регулира висината на платите на вработените во државниот сектор, им се овозможува на странски фондови да ги откупуваат неисплатените долгови на компаниите и се утврдуваат правилата за работа на фондот кој ќе ги прибира средствата од приватизација на имотите и предпријатијата во државна сопственост. За усвојување на законот гласаа само пратениците на двете партии што ја сочинуваат коалицијската влада, коалицијата на радикална левица, Сириза и независни грци. Опозицијските пратеници се изјаснија против законскиот предлог. Со усвојувањето на овој закон, Грција ги исполни условите за исплата на нова транша помош од Европската унија во висина од 1 милијарда евра. Области со нафтени наоѓалишта во Либија и други земји бара Исламската држава, кој би можела да ги преземе, изјавил висок американски представник. Инаку ИД веќе контролира 80% од нафтените наоѓалишта во Сирија. Американскиот представник на Вашингтон истакна дека САД внимателно следи кој ги контролира нафтените наоѓалишта во светот, нафтоводите, патиштата по кои се транспортира нафтата и останатата инфраструктура во регионите, кои се сметаа дека може да бидат цел на напад. Представникот вели дека тие области се во Либија и на Синајскиот полуостров. Од месечната продажба на нафта, Исламската држава заработува $40 милиони, ова се американските проценки.
Новото заселување на Кожов американскиот центар Джейсон Картер очигледно не беше доволен да се избори против екипата на Бере. Кожов не успа да влезе во втората фаза во Балканската лига. Иако до самиот крај беа во водство, сепак последните минути беа решавачки. Кожов изгуби со 78 наспроти 73, а во продолжение изостанатите вести од домашен спорт. Македонската репрезентација ќе одигра контролни надпревари против репрезентациите на Словенија и Црна Гора како последна подготовка пред настапот на Европското првенство. Против репрезентацијата на Словенија двата надпревари ќе се одиграат на гостински терен на 4 и 5 јануари, додека против репрезентацијата на Црна Гора, која е дел од групата Д на Европското првенство, ќе ги одигра на 10 и 11 јануари во Скопје. Нашата репрезентација се наоѓа во групата А заедно со репрезентациите на Франција, Србија и домаќинот Полска. Надпреварот помеѓу Б екипите на Шкупи и Вардар, кој беше прекинат по првото полувреме откако двата клуба се договорија да не продолжат со игра по контраверзното судење, ќе добие своја правда. Судиите кои со многу контраверзии ја делеа правдата на дуелот помеѓу Б екипите на Шкупи и Вардар се предадени на дисциплинската комисија по барање на клубовите. Екипата на Рома елиминирана од второлигашкиот Специја на Олимпико. Ривер Плата се пласира во финалето на светското првенство за клубови кое се одржува во Јапонија. Меѓународни спортски вести. Екипата на Рома беше изненадувачки елиминирана од осми на финалето на италијанскиот куп од второлигашот Специја и тоа на Олимпико. Рома само ја продолжи црната серија и слабите резултати, откако по 120 минути игра беше 0-0, надпреварот се решаваше со пенали. Трагичари за волчицата беа босанците Един Джеко и Миралем Пјаник, кои промашија од белата точка, додека екипата на Специја прецизни беа сите четворици изведувачи. Интересно е што сега Специја ќе игра против Александрија во четвртфиналето и една од овие две екипи ќе биде во полуфиналето. Освојувачот на Копа Либертадорес Ривер Плат се пласира во финалето на светското првенство за клубови кое се одржува во Јапонија. Ривер Плата многу потешко од очекувањата ја оправда фаворитската улога на првиот полуфинален дуел, а отпорот на јапонскиот тим го скрши само благодарение на големата грешка која ја направи голманот Хајаши. Клучниот момент се случи во 72-та минута кога Аларио ја искористи големата грешка на голманот Хирошима Хајаши и со глава ја погоди празната мрежа. Вториот полуфинален надпревар ќе се одигра в четврток, како и играат Барселона и Гвангжу Евергранде. Денеска времето беше стабилно со мала до умерена локална облачност. Температурата се движеше од 5 до 10 степени. Еве ги деталите. Ви благодарам на вниманието, почитувани, останете понатаму со нашата програма.